Добар ден и од мене. На покана на ЗЕЛС, денеска сум на овој настан, нова генерално собрание. За мене представува чест и задоволство што добив најпрви на оваа покана. Зошто? Затоа што ценам дека општините во периодот кој што следи, би рекол и годините кои што следат, ќе имаат во Македонија големо значење. Затоа што голем дел од капиталните проекти кои што ги имаат како потреба граѓаните ќе бидат реализирани преку општините. На граѓаните им е прекуглава од бајки, басни и ветувања за големи работи, а ништо не се случува. Нашите граѓани имаат основни екзистенцијални проблеми. Во центрите на поголемите урбани средини се гази во кал. Ниту 20% од територијата е покриена со организирани канализацијски системи, системи за одведување на отпадни води. Да не зборувам за нивно прочистување. Имаме средини каде што немаме ниту питка вода за пиење. Имаме руинирани детски игралишта. Гледате каква е состојбата со демографијата во Македонија. За неколку години за 30% е намалена бројката на дечиња кои што се раѓаат. Имаме руинирани училишта, долги листи на чекање во градинките. Сето тоа треба да представува приоритет и ќе представува приоритет на нивната влада. Она кое што јас можам да го кажам, а планирам тоа да го повторам овде на овој преубав настан, е да бидат подготвени сите градоначалници без разлика од која политичка партија доаѓаат, без разлика дали се од ВМРО ДПМН, дали се од СДСМ, дали се од ДУИ, дали се од Алијанса, БЕСА или од некои други политички партии или пак се независни, да работат на проекти до одобрение за градба. На есен, во првата половина на септември, а можеби ако биде секако што треба со ребалансот во втората половина на јули месец, уште во август месец ќе биде објавен повикот. За оваа година минимум 6 милиарди динари, минимум 100 милиона евра, иако јас се обидувам да обезбедиме и денар повеќе. Но веќе следната година повикот ќе биде објавен на самиот почеток, таму некаде втора половина на јануари, прва половина на февруари ќе бидат 250 милиони евра. Од централниот буџет реалоцирани за општините. Нашата цел е да во првите 4 години од нашиот мандат допреме до 400.000 домакинства. Да ги решиме овие основни екзистенцијални суштински проблеми на 400.000 домакинства. Да ја донесеме работата на владата преку општините до домот на секој граѓанин. Се надевам дека ќе успееме. Да бидам попрецизен, сигурен сум дека ќе успееме. Знам дека станува збор за амбициозна група на градоначалници, градоначалнички, кои што ќе дадат се од себе и оваа година и на почетокот од следната година, без разлика, ќе кажам, на политичките партии, да направат проекти, бидејќи тие се избрани од народот и треба да бидат слуги на народот и пред народот да одговорат. Ја разбирам тешката состојба во општините, разбирам дека колку помалку граѓани, колку повеќе се селат граѓани, толку помалку даноци во општините, толку помалку расположиви средства. И затоа е тука владата со една добра домакинска работа, реорганизација во самата влада да обезбеди ресурси да се одговори на реалните проблеми на граѓаните. Господине Мицевски, само ова да ве прашам, велите дека очекувате проекти од градоначалниците. Што доколку некој од градоначалниците не достави проекти? Дали ќе бидат исплатени сепак тие средства за кои што видите дека се заснуваат на по глава на жител на општината? Не, нема да бидат исплатени. Јас зборувам за проектен менеджмент, проекти кои што ќе одговорат на потребите на граѓаните, проекти кои што ќе бидат до ниво на дозвола за градба или реконструкција или друг тип на документ кој што е соодветен на законот за градење и кој што ќе овозможи да тоа се сработи како таков. Парите ќе бидат префрлени на посебна сметка
и проектна единица која што ќе биде дел од владата, а лично ќе се потрудам да го мониторирам реализирањето на овој проект, реалоцирање на овие средства кон општините, така што пари за ликвидност нема да бидат префрлани, туку ќе бидат префрлани на специјална сметка пари за проекти и ќе биде проектно финансирањето, а проектите очекувам да бидат поврзани со реалните потреби на граѓаните. Ако може околу владата, вашите коалициони партнери веќе ги кажуваат нивните кадри кои ќе ги избрале за начело на министерствата, но дали вие имате во вашата партија некакви дилеми за кадровските решенија, зошто се уште не ги објавувате, додека веќе се објавуваат, се шпекулираат многу имиња, ги споменам Тимчо Муцунски, Игор Јанушев, Александар Николовски, дека генерален секретар ќе биде Банче Тошковски и така натаму. И дали може да се подобри информација дека некој од нас 17 може да се поднесе на владата? Јас не би зборувал во името на другите политички партии и во името на нашите коалициони партнери. Тие претпоставувам тоа што го имаат да го кажат, ќе си го кажат самите. Што се однесува за коалицијата Твоја Македонија и ВМРО ДПМН, ние сме структура која што има организацијска поставеност вертикална, функционира врз основа на статут и нормално во согласност со законите и уставот. Овој викенд во недела ќе биде одржана седница на извршниот и централниот комитет на партијата, ќе бидат представени кадровските решенија од моја страна како мандатар со нивната биографија. Очекувам извршниот и централниот комитет да се произнесат и доколку тоа произнесување е успешно и позитивно, да бидат соопштени на јавност. Официјалниот список на идната влада, заедно со програмата на работа на идната влада, ќе бидат доставени во вторник на 18 во Македонското собрание. Дали тоа значи дека целиот список е веќе комплетиран и затворен од сите партии? Повторно ќе кажам, не можам да зборувам од името на другите политички партии. Стигнали до вас предлози? Нашиот ќе биде комплетен во недела и ќе биде представен пред извршниот и централниот комитет во недела. Седницата на извршниот комитет е во 18 часот. Очекуваме седницата на централниот комитет да биде во 19 часот овде во Скопје. Уште едно прашање ве молам околу оваа тема, извинете. Во однос на законот за реорганизација на министерствата имавте поддршка од пратениците на ДУИ во собранието и од СДСМ ве обвинија дека имате веќе широка коалиција со ДУИ како опозицијска партија која што делува како поддршка на власт. И каква ќе биде вашата соработка понатаму со ова? Дополнително ДУИ поздравија тоа што сте соработувале на некој начин. Гласаа пратеници на ДУИ, точно, но од коалицијата Европски фронт гласаа и пратеници кои што се дел од Турската демократска партија, од Демократската партија на албанците. И други пратеници кои што не се од Демократската унија за интеграција. Очекувавме да гласаат и пратениците кои што се дел од коалицијата предводена од СДСМ и пратениците од коалицијата, односно од политичката партија Левица. Бидејќи тоа што СДСМ не го кажува, а што треба македонската јавност да го знае, дека јас лично остварував со нив контакти цело време. И вратата да го поддржат овој закон за сите пратеници беше отворена. Тоа што делот идните опозиционери препознаа квалитет во овој закон и гласа, претпоставувам тие треба да ви дадат одговор. Дел од идните опозиционери кои што не препознаа можеби квалитет или имаа некои други политички математики и калкулации, не гласа. Што се однесува до составот на идната влада ќе биде составена од коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, коалицијата Вреди или Влен и политичката партија Знам, предводена од градоначалникот на Куманово, господин Максим Димитриевски. Во македонскиот парламент, во опозиција, ќе биде коалицијата, така наречен Европски фронт, коалицијата, како се нарекуваше Европска иднина, предводена од СДСМ,
и политичката партија Левица. Како ги коментирате изјавите на министерот за правда Крина Ролуга? И со тоа ќе биде реализирано и второто ветување кое што го дадовме пред изборите. Првото ветување беше реорганизација на составот на владата, второто ветување е дуи во опозиција, третото ветување 400 до 450 милиони евра инвестиција во производство на електрична енергија од обновливи извори, која што ќе ја види македонската јавност на 25 јуни. И така натаму ќе одиме секоја недела по уште едно ветување. Планираме многу интензивен распоред на активности во првите 100 дена. Во вашата програма има и укинување на Се разбира добар за граѓаните. Потоа следи измена на законот каде што ќе го исполниме нашето ветување во првата година линеарно зголемување на пензиите за пензионерите и така натаму и така натаму. Имате во програмата и 10% укинување на дел од институциите. Имате и укинување на позицијата заменик директор. Кога ќе се случи ова, за кои институции станува збор, кои институции ќе се укинуваат и дали со реорганизацијата на министерствата, со оглед на тоа што ќе имаме нови министерства, ние ќе имаме дополнителен број на вработени во администрација, бидејќи се стремиме нели да се намали администрацијата. Дозволете да ви изненадиме пријатно, да не бидат 10%, да бидат повеќе. Еве можам да ви кажам дека се идната влада нема да има повеќе организацијски или така наречени економски директори во здравствените установи низ Македонија. Исто така ќе отпочне процесот со што стотина функционери ќе биде помала администрацијата. Исто така можам да ви кажам дека се работи и веднаш по формирањето на владата ќе почне да се работи на уште едно ветување кое што е заедничко со идните коалициони партнери, а тоа е еден клинички центар, што значи дека ќе имаме уште 50 функционери помалку. При формирањето на управните одбори имаме согласност таа бројка да биде за 20% намалена од таа која што беше до сега. Следен чекор е укинување на позицијата онаму каде што постои заменик и нормално уште еден чекор, тоа е бројот на намалување на пратениците во парламентот, но за тоа е потребно отварање на уставот од 120 на 90. Многу сериозни сме, па во периодот што следи сега, видите, ние се уште не сме формирале владата сега. Па во првите 100 дена ќе има многу од овие работи што ќе се случат. Дозволете да ја формираме владата. Изјавите Ајде еден повелете. Ајде, дамите имаат предност, повелете. така. Како ги коментирате изјавите на министерот за правда Крина Ролуга, кои били дека во судството се потребни реформи, меѓутоа предлогот на ВМРО ДПМН за распуштање на судскиот совет го оценува како лош? Дека сепак е политичка мерка. Дали имате овие кажувања и системно што Јас не знам од каде ви се тие информации, дека овие стратешки партнери кои што ги споменавте имаат таков став. Веруете дека јас имам поинакво мислење, поинакво, спротивно на вашето. Што се однесува до експертските мислења, тие ни се секогаш добре дојдени. Сигурно ние нема да влеземе во овој процес без да ги слушнеме експертските мислења. Впрочем, јас како универзитетски професор се сметам за определен експерт во определена област. Но истовремено како експерт, кога ќе констатирам проблем, нудам и решение. Затоа што ако вие констатирате само проблема, не понудите решение, тогаш тоа е во суштина факт и вие ќе мора да го прифатите како факт. Тоа не е проблем, тоа е факт. Така што јас очекувам во таа дебата со експертите да ги слушнеме и решенијата за проблемите кои што евентуално тие ќе ги посочат. Што се однесува до самата реформа, ние излеговме пред граѓаните, добивме половина милион гласа, објавивме фронт и борба против криминалот и корупцијата и една од мерките беше таа која што јавно ја зборувавме. Јас на секој настан, на секоја средба со граѓаните ова го зборував. Господинот
Кrenara Лога имаше можност во својот мандат, наместо да има суството доверба кај граѓаните 2, 3, 5%, да направи реформи и таа доверба да ја зголеми. За жал, ја пропушти. Сега ќе дојде некој друг на негово место, кој што се надевам дека ќе успее барем двоцифрено да ја направи, и тоа многу двоцифрено. За жал, тој одлучи, наместо да работи за граѓаните, плодна почва од каде што ќе се измедрат кадрите во обвинителството, посебно и судството, да биде зајас. Мислам дека лоша локација на Google Maps нашол, требало да најде поинаква, а тоа е во канцеларијата на министерот за правда, со експертите да работи и да соработува. Така што ве молам да ја почитуваме волјата на повеќе од половина милион граѓани, а сега како коалиција и повеќе од 600.000 граѓани кои што на изборите на 8 мај јасно и недвосмислено ја дадоа поддршката за овој тип на реформи и овој тип на реформски процес. Господине Мицкоски, ќе ве вратам на клинички центар, го спомнавте. Не чекаат луѓето одека да... Кратко само. Во очајна состојба е клиничкиот центар, не работат хируршки сали веќе со месеци. Отворен зид паѓа, нефункционалност целосна, се спрема оперативен план од оваа влада која што е техничка во заминување. Дали клинички центар и реформата, веќе споменавте дека нешто ќе направите, ќе биде едно од првите прашања, бидејќи сепак се работи за преживување, за здравје на луѓе, веќе тука не играат улога ни пари. Еден од главните приоритети ќе ни биде решавање на овој проблем. Жал ми е што се што зборувавме во минатото излезе точно. И жал ми е што тоа од страна на малкумина кој што се дел од се уште актуелната власт беше протолкувано како политиканство, ниски страсти и бркање политички поени. Наместо да ги засукаат ракавите и да работат и да се зафатат за работа. Ке се вратиме годините наназад, ние континуирано предупредуваме на сето ова дека ќе се случи. Ке потсетам на случајот за онкологија, кога предупредувавме на многу од акутните проблеми кои што ги има македонското здравство. За жал, тогаш од страна на се уште актуелното мнозинство не наидовме на разбирање, но тоа е сега позади нас. Ние, еден од клучните приоритети ќе ни биде, се разбира, здравството. Има многу приоритети, ќе ни треба можеби повеќе пресконференции за да зборуваме на тоа, но еден од клучните приоритети ќе ни биде здравството. Секој од нас на дневна основа има контакт со здравството и жалам што ова им се случува на македонските граѓани во 21. век, пациентите да ни умираат во ходници или па да се случуваат инфекции кои што мислевме дека се минато и се дел од минатиот век. И за ова ќе има одговорност. За ова ќе има голема одговорност. Господине Мицкоски, дали го Бојко Борисов гледате разумен политичар со кого што би можеле да имате разговори за договорот? Тоа е едно прашање. Второ прашање, колку победата на Европската народна партија би можела да значи исчекор во проширувањето? Па видете, јас ја честитав победата на Европската народна партија, бидејќи ВМРО-ДПМН е дел од тоа европско семејство и нормално е дека сум радосен и ја споделив својата радост со статус и лично на председател Вебер. Очекувам да продолжи патот кој што беше трасиран, а тоа е отворениот пат на евроинтеграција на државите кои што сакаат да бидат дел од европското семејство. Европската народна партија е голем поддржувач. За жал, Македонија како држава во минатото можеби беше многу поподготвена од голем дел и од земите членки на самата Европска унија, но поради услови кои што никој во Европа ги немал, е жртва на политиките на некои политичари и за жал се уште и после повеќе од 2,5 децении не може да ги отпочне преговорите. Очекувам дека ќе преовлада разумот, очекувам дека идниот состав на Европската комисија ќе работи поинтензивно и дека единствен критериум ќе бидат копенхагенските критериуми. Како ВМРО-ДПМН нашиот став е јасен, ние диктати и ултиматуми не прифаќаме. Грешката која што ја направи се уште актуелната влада, за жал, ги наруши преговарачките позиции, лековерноста на некои од политичарите кои што беа и се уште дел од оваа влада,
не ги отежна позициите, но јас сум убеден дека ќе преовлада разумот, дека ќе разговараме за иднина, а не за минато, и дека имаме разумен предлог кој што ВМРО ДПМН го има како дел од својата изборна програма, и дека ќе не идеме на разбирање и дека ќе го откочиме патот, и јас сум убеден дека во фуриозен стил Македонија ќе биде дел од европското семејство. Само кратко, како ги коментирате препораките од Стат и Франција да се почитуваат меѓународните договори, да се зачува перспективата кон нив? Меѓународните договори треба да се почитуваат и тука немаме никаква дилема, но тоа е двонасочна улица. Договорот е договор помеѓу најмалку две страни. Може да биде и повеќе. Мултилатерален. Ако е билатерален, тоа е најмалку помеѓу две страни и треба и двете страни да го почитуваат. Ако конкретно мислите на Преспанскиот договор, и ние како идна влада го почитуваме во детали, се што е дел од нашето законодавство, устав, се почитува во детали, точка запирка, и тука не треба да има никој никаква дилема. Затоа што вие не можете да барате од граѓаните да ги почитуваат законите и уставот, а вие да ги прекршувате. Но истовремено очекувам и вториот потписник, а тоа е нашиот јужен сосед, да ги почитува. Ние креиравме еден документ, колку е имплементирано од наша страна, колку е имплементирано од грчка страна, и планираме да го запознаеме секој оној кој што е љубопитен, да знае колку двете страни го почитуваат билатералниот меѓународен договор. И тука не треба никој да има никаква дилема. Јас сум бил сведок кога многу од нашите меѓународни партнери ме убедувале уште само името и завршена е работата. Но гледаме дека не било само така. Ќе го предложили ВМРО ДПМН Зоран И да завршам. за Да завршам мислата. Очекувам дека сите наши стратешки партнери, сите генерално кои што се дел од тие договори ќе ги почитуваат онака како што и ние како држава ги почитуваме. Ќе го предложили ВМРО ДПМН Зоран Ставровски за народен гувернер, односно на Народната банка, бидејќи дел од медиумите излегува, одбирајќи се на изборот партијата, дека тој ќе биде предложен за гувернер. Моето мислење за господинот Ставровски е врвно. Он е исклучителен експерт, врвен познавач, но таа тема воопшто не била на дневен ред, ниту пак била дискутирана. Ви благодарам, убав ден да имате.